А во утро сум во посета во Делчево, заедно со моја денешен соговорник, господинот Стоил Петровски, да слушнаме за копаничарството. Што всушност представува копаничарството? Вие веќе 30 на години се занимавате со копаничарство. Има ли работа? Што најмногу порачуваат граѓаните? Дали само од Делчево или правите достава можеби и до другите градови? Позади нас има и дел од вашите резби кои што ги правите, па ќе слушнаме што е она што во моментов се работи. Добро утро до вас, добро ве најдовме во Делчево. Добро утро, добре дојдовте. Така. Па се што се нарачува. Икони, последниот пат највеќе икони, и други резби, рамки, надписи, лустери, се што е потребно се нарачува и се изработува. Исклучиво само работа моментално само на нарачки, иначе не. Така. Да му објасниме малку на гледачите, господине Стоил. Што е копаничарството? Што значи копаничарство? Тоа е вид уметност. Потекнува уште од античко време, муслиманското време, после најголем поднем добива во 18 и 19 век во Македонија. Така. Тогаш се викало црковна уметност. А сега се занаат. Исто е фактички уметност тоа, традиционална уметност. Кој период доаѓа во Делчево копаничарството? Велите, вие сте 30 на години се занимавате со резби. Кој период се сеќавате ли пред 30 на години колку беше популарно? Имаше ли други кои што се занимаваа со копаничарство? Не. Единствен сте вие? Да. Не, сега има уште еден двајца, ама слабо. Но тогаш пред 30 на години сте били единствен? Не. Ја претходно работев на платно со уљени бои, после ми дојде идејата на копаничарство, се префрлив, тоа е супер занат, ама еден од најстарите занати. Така. Во Македонија, може пошироко, ама сега заинтересирани, Така. посебно од младите луѓе, не. Посебно од младите нема, верувам дека нема, па и младите веќе гледаат да заминат наместо да научат некој занат, барем така е и кај нас, не само во Делчево. Од кого вие учевте? Ве научи ли некој за копаничарството? Како почнавте? Јас лично идеја ми дојде да почнам да работам и набавив алат и дадов едно дрво, таа ми е прва икона. Веќе е тука, значи првото дело. Првата икона е таа. Така. Започнав со работа, ја изработив и еден копаничар од Берово, се договоривме да идеме кај него, претходно работи сигурно 10 години пред мене. Вика, дојди, јас само да видам како, дали е добро изработено, дали има некој мане. И овде сов таму да видиме. И Како ја проценија? па само една маленка грешичка, тоа е минимално. Само вика тука и вика дај си рака, супер, може да продолжиш. И тоа така испадна. И продолживте 30 години да работите. Да, 30 години. Како беше пред 30 години, како е сега? Повеќе се нарачувало тогаш, во тоа време, или имате сега повеќе работа? И тогаш имаше и сега имаше. Сега и последните две икони ги изработив за Америка. Имам икони и на други држави, имам и по Скопје. Така, секој кој што порача се изработува. Така. Не е проблем. Тоа значи по нарачка се што сакаат може да се изработи. Да. Од надписи, лустери, столови, маси, трапезариски, малечки маси за одневна, се живо се изработува. Од каков? Така. Рамки. Од каков материјал изработувате? Па ние тука во Делчево и тој крај изработувам само на орев, со длабока резба. Орево дрво. Да, само на орев, пошто може и на липа и на костен, ама кај нас го ние немаме тоа. Само на орев работиме, а плитката резба ја работам на бук. Така. Надписи, рамки, тие работи, устер, тоа е на бук изработено. Оно другото се е на орев, иначе не може друго. Кој повеќе се нарачува, оревот или буката? И што е разлика меѓу тие две дрва? Не, плитка резба само. Само плитка резба за надписи, тоа е може на бука, иначе ликуна на бука не може, само на орев. Така. Значи само надписите со бука ги работи. Да, тоа е плитка резба до 5, 6, 7 мм. А таа е тука е со длабочина до 3,5 см, може и повеќе. За себе нарачуваат или за поклон? Може би како свадбен подарок или за вселување во дом? Да, За некоја слава? Има и за поклони, има и за повеќе за себе. Така. Тие последните се за себе. Имаше сега нарачка една од Струмица за Свети Јован Крстител, ама не можам сега да работам, пошто е ладно. Ја работам исклучиво на отворен простор и се договоривме напролет да почнеме да работиме. Тука работите во Делчево каде што се наоѓаме во моментот? Да, тука работиме, да. Ви помага некој, има ли некој од младите кој што е заинтересиран, можеби некој од вашата фамилија или пак некој чирак, дали имате кој што ви помага? Не, Сам. сам.
помош нема. Значи, Тука за треба да наетчество, бидеш сконцентриран, тоа е исто тешок занаат. Треба да бидеш и психички, и физички подготвен, а и доста и мисля се изморувам 5-6 сати, повеќе не може, после да ми мрдаат линиите лево десно и значи мора да се откажем денеска толку. има ли кој да го наследи овој ваш бизнес, да кажеме, копаничарството? Имате ли некој на кого би можеле да го научите, да го Ако има пренесете некој- занаатот? Да, ако има некој заинтересиран, нека повели, не е проблем. Така, нека го побара господин Стоил Петковски да дојде да научи за копаничарството. Да, не е проблем, нека дојде, ќе му покаже се што го интересира. Тоа не е тајна, не е ништо. Кој јас сум се сам научил, Така. ќе го научам и него, не е проблем. Колку се заработува ако не е тајна? Може ли да се преживее од ова занаетчество? Може. Може. Значи да ги охрабрива младите да се заинтересираат за може. копаничарство. И коните се по 1500, 1200, 1300, зависи од Зависи од изработката и да, големината. евра. Зависи од големината, зависи и од комплицираност на иконата. Да, ти некои икони има со еден лик, има некои со два, со три лика. Зависи од комплицираноста, така и цената. Така, А отприлика се изнад 1200 евра. така. Да. Забележувам и часовници дека изработувате, не само икони. Да. Така. И свашта, и устерата тука. И лустери. Дали нарачуваат помладата генерација? Да. Имаше сега нарачка од Скопје на некој надпис за некоја фирма, ама и тоа ќе го работиме напред, сега не може. Да, навистина е студено и додека ние го правиме ова интервју, не се седи повеќе од 5-6 минути на ладно време, студено е, се е убаво, има снег, но за работа не се баш условите. Не. Сега не. Напроле здрави живот ќе работиме. Така. Само некои порачки ќе работиме, не е проблем. Така. Да сте живи и здрави, ми беше драго што ве запознав, што дојдов во Делчево да видиме вашата работа. Уште еднаш ги охрабруваме младите кои сакаат да работат со вас копаничарство. Нека ве побараат во Делчево, ќе научат еден занает плюс, па и вие ќе имате помош, како што кажавме. Дали помлади, дали повозрастни, без разлика, кој сака да ви помогне. Да се гледаме за убави работи, јас ќе ви ги честитам сите празници кои доаѓаат поред. Новата година да ви биде успешна, со работа, срекни, весели. Живи и здрави, да се видиме повторно. И вие исто сте живи и здрави. Ви благодарам на посетата што дојдовте. Како на вашиот тим, така и на сите работни во Канал 5. Им честитам новата година на сите граѓани на Македонија. Новата година живи, здрави, весели и среќни во 2025 година. Благодарам. Благодарам и до вас.